вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на Фидбек. Сабота, 19 часот и 15 минути, знаете дека е време за ова издание на Фидбек со Елена. И сега и вечервек имаме прекрасни гости, имаме вредни луѓе и во она што професионално го работат, меѓутоа и во нивната пасија. За кои луѓе станува збор, ќе дознаете за кратко. Но претходно би сакала да ви кажам за сите оние кои што не гледате редовно, знаете дека терминот е 19 часот и 15 минути секоја сабота после вестите, но можете да не гледате и во репризното издание, тоа е во недела, веќе утре во 13 часот и 30 минути. Исто така, доколку не пропуштите било каде, можете и овде вака во ќошето ќе ви се појави. Имаме и социјални мрежи, можете да не пронајдете на Инстаграм профилот Фидбек со Елена или пак на YouTube каналот Фидбек со Елена, каде што можете да ги изгледате апсолутно сите можни епизоди кои што поминале до сега. Нема да должам многу, подгответе се, ќе имаме супер емисија. И не знам дали треба посебна најава, веќе го видовте на фотографиите, мојот прв вечерашен гостин. Значи, станува за човекот кој што го знаеме како еден од нашите најдобри ракометни голмани, репрезентативец, човек кој што ги бранал боите на Македонија. Едно време, може би, ќе го најавив како министер за одбрана, бидејќи беше многу добар во тоа што го правеше, а денеска како актуелен министер за спорт. Има многу што да зборуваме на тема спорт и на сето она кое што Борко Ристовски го прави да биде Борко. Борко, повели. Здраво и добре ни дојдовте или добре ни дојде? Дали да се пресираме или не? Јас морам вака по министерска линија да си прашам. Како ви е полесно така? Немам никаков проблем. Ако јас сум на вие, тогаш и вие сте на вие. Како ги кажете вие така? Добро. Борко, на почеток имаме некои прашања кои што така ве опаќаме од малку по друг агол, како би ве спознале и дознале нешто малку повеќе за вас. За почеток неизбежното прашање, голман или министер? Што би одбрал? Да. Па добро, се во свое време, мислам дека во пораните години мои на почетокот на мојата спортска кариера, нормално дека голман, а сега во овој период од животот нормално дека министер. Јас сум на размислување дека секој од нас има свој пат кој што треба да го одри во одреден пат од животот, така да пак останувам на тој одговор, тоа е дека во минатото повторно би го избрал спортот, а сега повторно би го избрал. Значи се си тече така како што си треба, впрочем. Па мислам дека мојата кариера во мојот живот од секогаш одела по еден природен тек и следствено на моментите од животот така и кариерата се развивала и мислам дека Министерство за спорт и министер за спорт е еден следствен тек на настаните на тоа како треба да изгледа после завршување на кариера човек кој што сака се бави со политика. Така. Искуството како ракометар во Португалија, Германија или Шпанија? Па сите тие држави се различни. За живот се побави Шпанија и Португалија нормално и логично, меѓутоа за ако сакате да го живеете спортот со на највисоко можно ниво, тоа е Германија. Добро. Омилен дел од Скопје и зошто? Па омилен дел од Скопје ми е не е важна локацијата, важно е со кого сте. Мене ми е многу важно да она малку слободно време го имам, тоа го поминам со моите дечиња, со моето семејство, со мојата фамилија и моите пријатели, така да апсолутно се сигурно ве гледаат. Апсолутно сеедно е местото, меѓутоа да биде надвор од сите оние гужви, да биде некој помирно место кај што можем да нормално разговараме и да уживаме друштво со нив. А можеби и парк, водно, тоа се некој така често одиме и во парк и на водно. После работата ги зимаме нашите дечиња, често ги носиме или игралиште или во парк или на водно да го надополнам она изгубено време кое што нормално низ целиот ден не можам да им се посветам. Омилен утрински ритуал? Па добро, имам повеќе, меѓутоа еден од оние секојдневно, барем секој ден се трудам да одам секој ден во теретана и да извежам пред да почнам со својата работа, за да
нормално и полесно ги поминам сите оние предизвици физички, затоа што остануваме на работа баш до До ниедно време. 17-18 часот и со теретаната помага и со вежбањето да полесно се помина тие периоди од денот. Кога би требало да одберете помеѓу пасивен и активен одмор, што би било тоа? Па секогаш е пасивниот одмор подобар, затоа што со пасивниот одмор не сум тип на човек кој што може да лежи и да спие по 3 часа попладне. Меѓутоа, пак ја повторам, да легнам 20 на минути да одморам, да изгледам некој филм, тоа може да случи еднаш во неделата. Меѓутоа, останатиот дел од времето би сакал да бидам активен или да биде тоа активен одмор. Сега не знам колку имате време за слушање на музика, меѓутоа ако треба да се одбере помеѓу 90-тите, да речеме, тоа Брик сега ќе се израдува, бидејќи ги сака ретро песните, помеѓу ретро музиката или оваа нова актуелна? Не сум тип некој кој што слуша многу музика и мене апсолутно ми е сеедно што има на радио, така да не сум... Нешто што се врти на радио? Да, македонски песни, тоше, така да, рок музика некоја, така да тоа е тоа. Ништо специјално. Умилен ваш надпревар? Па не може да се одвои еден, имам премногу во мојата кариера, меѓутоа сите оние омилени, ако можам група на надпревари да ги послушам, тоа е сите оние надпревари кои што сум ги играл за репрезентацијата за Македонија, затоа што едно е чувството кога играте за клуб, сте професионални, меѓутоа сосема е друго чувството кога настапувате за репрезентацијата, играте за својот народ и својата држава. Така да повеќе надпревари, меѓутоа сите од, ајде да кажеме, таа група на омилени надпревари се за репрезентацијата. Добро. И може би умилен надпревар кој што сте го гледале, а не сте биле дел од него? Па во последно време немам многу време да гледам, да видам искрен спорт, меѓутоа не знам. Финалето на Лига шампиони, ако може да се каже во ракомет помеѓу Вардар, кога ја освоја шампионска титла. Супер, ви благодарам министер, се гледаме на позиција. Навистина ми е драго кога треба да најавам гости кои што никако има што да кажат, кои што имаат своја тежина и кои што имаат свој квалитет во тоа што го работат и во тоа што го прават. Така и со мојот втор вечерашен гостин, кој што не знам дали да го најавам по неговата пасија или по неговата моментална функција, но ајде како што е редот. Прво да кажеме дека е професор доктор по судска медицина. Инаку неговата пасија е планинарење, дел е од Македонското планинарско друштво H2O и е еден од ретките македонци кои што има искачено дури 4 планински врвови, светски планински врвови, меѓу кои и Монт Еверест. Навистина импресивно, меѓутоа за сето тоа ќе си позборуваме со професорот Златко Јаќовски. Повелете. Како сте? Добре ни дојдовте. Како сте вие? Добро. Драго ми е. Искрено не знам дали навистина по пасијата или по функцијата да ве најавам, меѓутоа морав да ги спомнам и едното и другото. Па може и по двете. Така е. Неопходното прашање, професор или планинар? Пред се професор, хоби планинар. Добро. Монт Еверест или Лоца? Монт Еверест. Зошто? Заради тоа што е моја прва осумилјадарка, сепак е символ на планинарењето и нависок врв на планетата Земја и врв кој што в суштина е секој сон на еден планинар да го искачи. Какво беше чувството кога се качивте горе? Чувството горе не може да се опише, од проста причина што вие сте во една хипоксија, така да реалната перцепција со надворешниот свет е многу лимитирана. Едноставно бев збунет, исплашен за својот живот, за своето здравје. Бев среќен секако и сакав што поскоро се симнам во зона каде што би бил посигурен да останам жив. Кој знае колку страшно делува сето тоа, но во секој случај секоја чест. Дали вие можеби имате омилен дел од Скопје и зошто? Секако да, водно. Зошто? Заради тоа што таму ги обавам моите физички активности од областа на спортот. Еден детокс ми е планината водно, каде што дишам чист воздух, посебно во зимски услови. Во летни услови може да и кеј, кога загаденоста е на помало ниво. Така. Кажете ми омилена планина за искачување. И во светски рамки, но и во Македонија. Во Македонија кораб, цел корабскиот масив, кој е преубав, значи многу раскошен и див, и кој што изобилува со многу интересна флора, фауна, водопади кои што се за поголемиот дел од граѓаните во Македонија неистражени, за жал.
што не се доволно промовирани. А од светот секако би ги издвоил на прво место Хималаите. Но исто така и Памирскиот масив во Киргистан, Таџикистан, понатаму Денали во Алјаска, Андите во Латинска Америка и така. Ке зборуваме можеби за спремноста, колку човек треба да е спремен за да го издржи сето тоа, затоа што верувам дека воопшто не е едноставно. Форензика или криминалистика и која е разликата всушност? Вака се, значи форензика, тој термин, односно збор, означува користење на експертско или стручно знање за потребите на судот, односно за правосудните органи. Така да форензичар или судски експерт може да биде од било кои области. Може да биде од медицина, може да биде од градежништво, може да биде од други науки. Значи, в суштина тоа означува зборот. А криминалистика е кога некој настане поврзан со некој кривично правен спор. Така и треба да се одгатне практично. И треба да се одгатна, да, некои нејасноти, да се решат мистерии и тие да бидат обезбедени на научен современ метод. Омилен дел од денот? Па немам омилен дел од денот, јас функционирам буквално 24/7, немам пак некој омилен ритуал наутро, се будам, функционирам. Кафе или чај? За почеток чај. За почеток чај, добро. Омилен начин да се помине саботна вечер? Саботна вечер, може да биде некој фидбек, да, може да се биде тоа некој излегување во град, обично одам на нека рок свирка ако има во град. Или број 2, ако сум негде надвор од Скопје, тогаш веројатно сум уморен нека спортска активност, па спијам. Одлично, ви благодарам, професоре. Се гледаме на позиција. Фала. Јас си кажав на режијата дека секогаш кога ми оди джинглот, дека секогаш си се расположувам и дека некако така ме тера да се раздвижам. А и секако дека сум среќна кога имам навистина прекрасни гости во студиото. Повторно ќе кажам, луѓе кои што имаат што да кажат, луѓе со кои што можам да зборувам на разни теми, од функција до професија, до приватен живот, до пасија, меѓутоа мислам дека пасијата е она на која што денеска главно ќе се задржам. Ајде уште еднаш добре дојдовте во Фидбек со Илена, многу ми е драго што сте овде. Уште еднаш благодарам на поканата. За почеток некако неопходно ми се поставува прашањето како и кога започнаа вашите почетоци во однос на или љубовта во однос на спортот. Борко во целава ситуација, односно во однос на па и медицината, а можеби планинарењето подоцна или порано. Кој прв ќе доба? Се едно. Дојдете. Ајде, професоре. По старост. Љубовта кон медицината беше од мали нозе, од проста причина што јас сум дете астматичар и уште од мали нозе кога имав некаков проблем со дишењето, моите ме носеа во болница. И кога ќе видат бел мантил, знаев дека ќе продишам нормално и ќе можам да функционирам. И едноставно, иако сите мои пријатели, блиски, па дури родителите беа против тоа да студирам медицина, јас од дете решив дека ќе видам доктор и ќе помагам на луѓето. А по однос на планинарењето, значи, бидејќи потекнувам од западниот дел на Македонија, татко ми е од село Бањишта, мајка ми е од село Гари, тоа е најубавите делови на Македонија, со раскошна природа и нели летните одмори не носеле таму како деца и моите баби и дедовци ми влијале љубов кон планината, за да постепено, нели, како растеш, созреваш, ќе се зачлениш во планинарски клуб, а понатаму ќе почнеш да ги добиваш и другите информации за планинарење, да ја доживаш природата на поинаков начин и како созреваш во овој спорт, така и апетитите растат и едноставно таа една љубов кон планината ти преминува во пасија, а можеби и втора професија. Да, баш така. Борко, каква е ситуацијата кај вас? Кога се роди љубовта кон спортот генерално? Посебно кон ракомето тебе. Ме враќаш многу назад. Генерално, од секојаш некако тоа е една ситуација која што не можам да ја објаснам. Меѓутоа, од секојаш сум знаел дека ќе се занимавам со спорт и со ракомет и од секојаш сум знаел дека ќе бидам успешен. Не знам тоа како да го објаснам. Меѓутоа, како и секој дете, веројатно на час по физичко, така и јас,
тренирајќи ракомет, наставникот во тоа време на часови се повеќе па се направи секција ракомет и мене као најдебелко дете ми кажува да застанам на гол. И така некако ми се роди. Од тука ли излезе голманската? И така некако ми се роди и таа желба да бидам голман и да се занимавам со спорт. И како созрев и како поминува годините се повеќе сваќав дека уствари голманската позиција е доста тешка, многу потешка од што многу луѓе мислат и знаат, затоа што пред се мора да сте психички многу стабилни, многу силни, многу не знам, да не дозволувате било какви надворешни влијанија во салата или од надвор да ве раздрамаат и да ве извадат од колосек. И нормално со тек на времето моите родители тогаш нели како и секој родител нели сака да учите у школо, мене не ми дозволува баш да се бавам со спорт. Така е. Така е. На прво е школото, мора прво школото ми, тоа ја така знаев да избегам од дома без да знаат родителите и доам на тренинг ракомет и така некако се роди таа желба која што прерасна во моја професија и нешто по кое што се изградив како човек пред се, затоа што спортот носи многу бенефити, да научите да бидете витез, да спортски живеете, дисциплина, да почитувате противници, така да има спортот многу бенефити, многу ми е драго што така некако сосема случајно, меѓутоа на крај спортот ми стана начин на живот, не само професија. Се радувам што е така. Од друга страна, кога не би биле ова што сте денес, која би била професија број 2? Дали сте размислувале некогаш? Професија број 2 би бил диџеј. Да? Леле брик! Имаш замена. Стварно? Да, ја сакам музиката, сакам уметноста, сакам слободата, сакам креативност и ја лично би бил диџеј. Ако ќе размислам, можда и јас. Одлична Борка. Ја немам втора професија да видам, искрено не сум размислувал. Не сум имал никогаш. Знам дека знаеш што онака како деца можеби сме си размислувале ќе станам докторка, ќе станам пилот, ќе станам не знам. На почетокот имав некој луд период да го наречам. Сакав едно време ми се вртеше да бидам полицаец, кој секој дете веројатно пожарникар, полицаец. Сме сонувале за некои такви професии. Доктор, професори, полицајци, пожарникари. Така да и ја меѓутоа многу кратко и навистина друга професија не ми била никогаш, можеби еден краток период од детството, меѓутоа никогаш навистина не сум. После спортот може да кажам дека сум фрлил све на една карта и баш сум немал некоја друга професија. Па добро, некогаш и посветеноста кон една професија. Алтернативна професија да ја кажеме или бизнес. Да. Не. Посветеноста кон една професија па си го прави своето, односно го давал и го вадил на максимум. Мене ако ме прашате, посветеноста е многу поважно од талентот. Се она што сте спремни да го жртвувате за да успеете е многу поважно од талентот. Тоа ми беше и следното прашање. Впрочем, што треба да поседува еден спортист, планинар, професор и слично за да бидете успешни и воедно валоризирани во работата која што ја правите? Затоа што да се разбереме, има спортисти, има голмани, има министери, има професори, ама што е она што ве прави посебни, видливи и валоризирани од страна на јавноста, публиката, студентите и слично? Мене, ако ме прашувате, посветеноста е нешто што е најважно. Што го кажавте, така. Ќе тргнам од спортот, може да важи за секој сегмент, секоја фела во животот, меѓутоа да тргнеме од спортот. Тоа е една проста математика. Ако ја во денот посветам 2 часа за тренирање, а другиот посвети 4, и така секој дневно 365 дена во годината, помножите колку тоа е он пред мене или јас пред него за 5 години. Значи тоа е просто колку он е пред мене во тренинзи, во напредок. Секој тренинг е напредок. Значи не може многу малку тренинзи се оние во професионалниот спорт да не успеете да напредувате. Барем ја така сум одел. Секој тренинг да нешто пробам да подобрам од последниот. Така да посветеноста значи, покрај талентот, посветеноста и упорноста. Талентот е многу мал процент. Верувам. Многу мал процент. Пак ќе кажам, колку сте спремни да дајете, да жртвувате од своето време. Ја вај да кажам, во пикот на мојата кариера, ја до мои 25-6 години воопшто не излегав во град. Значи, нели, како секој нормален... А кога требало најмногу да се излегува, така. Се излегува со друштво, со другари. Ја не сум излегувал.
сите одеа во петок, нели, на излагање, ја во петок имав тренинг во 8:30 навечер, така да до 10 и одев дома нормално премори на спиње. Тоа се тешки спиње. искушенија, да бидеме реални, посебно за младите Тешки се, луѓе. затоа ќе кажем, ако сте решени да се посветите на некоја работа, да успеете и да имате, ајде да кажем, психолошка матрица дека тоа е патот по кој што ќе годите, нема алтернатива друга. Сигурен сум дека успехот нема да изостане и ја така сум успеал во спортот, имало многу поталентирани од мене голмани, имало многу физички подоминантни од мене, имало можеби не знам. Меѓутоа дали биле спремни тие да жртвуваат толку што жртвувал јас? Тоа е прашањето кое што на таа вага животна, дали ќе успеете или не, го добива ајде да кажем тој животниот надпревар. И во политиката според мене исто, најважно според мене во политиката е со какви цели и амбиции влегувате во политика. Ако влегувате да оставите некоја трага позади себе, ќе успеете, ќе направите нешто. Ако влегувате нели чисто да сте во политика и да имате некаков бенефит, сигурен сум дека тоа на кратки стази ќе трае, меѓутоа нема да имате бенефит некој, нема да оставите резултати и најважно од се нема народот и луѓето да ја препознават. Така. Професоре, како е кај вас и во однос на професорската и во однос на пасијата што ја Значи се снегувате? слагам во комплект со министерот. С тоа што јас би додал дека секојава треба да си поставиме високи цели, да не дозволуваме околината да ни повлијае, одвои или да не влие од нашите поставени цели, во континуитет да ги следиме новите технолошки достигнувања, напредок и личен развој, заради тоа што вие посебно во медицина, ако не ги следите новите научни достигнувања, вие за 5 години сте демоде доктор, така? Така е. Значи мора во континуитет да се следат тие настани и пак ќе кажам дисциплината што каже министерот е круцијална заради тоа што доколку вие не сте посветени, не сте фокусирани, многу брзо ќе бидете трнати од тој колосек. И тоа што сакам да го кажам е многу важно секој пат да се тркаме со светот, никогаш со локалните реалности. Заради тоа што локалните реалности пак се постави на некоја пониска разина и вие ќе се почувствувате многу покорисен и себе поисполнет доколку постигнете успех на светско ниво отколку на локално ниво. Така вие представувате. А и двајцата имате успеси апсолутно и на светско ниво и тоа е нешто кое што верувам дека сте го искусиле и ве исполнило. Па да, тоа дава повеќе до максимум, така е. Енергија. И сега двајцата имате многу тешки и захтевни професии. Сега зборувам за моменталните функции и професии кои што си влечат и енергија, си влечат и баш онака голем труд, па седење до доцните часови, па станување рано, па патување и така натаму. Работа со студенти. Исто така не е едноставна работа. Кој е начинот на кој што вие наоѓате вентил за да бидете успешни во тоа што го правите, а сепак што се вика да се издишате и да најдете време и за себе? Борко, вие ги споминавте вашите деца и сопругата, што е супер, значи наоѓате време да се издишете некаде, можеби да прошетате некаде, да излезете, меѓутоа некој ваш личен вентил. Па добро, пак ќе се надоврзам на претходното прашање во однос на ова. Се до вас колку вие сте спремни да си го организирате денот и животот, затоа што јас откако станав министер, оној, да речем, комодитет во животот што го имав претходно си го изгубив, меѓутоа тоа е се со цел да направам поголемо добро за да бидам пример за општеството и за моите деца нормално. Така да некој издувен вентил, ако може да го кажам, време за мене лично да бидам малку себичен, ако можам тоа така да го наречам, тоа е откако ќе го однесам, ја си ја задржав таа пракса да секој утро без разлика на се, јас мојот син го носам на училиште, па потоа одам да вежбам. Тренингот го кажавте, точно. После тоа одам ги започнам работните обврски, така да ако можам да кажам дека некој издувен вентил мој покрај дружбата со семејство, со децата и со пријателите, иако за пријателите во последно време немам абсолютно време, меѓутоа тоа е тој издувен вентил кај што час и половина одвојувам за себе, за да можам најпрво да си ги задоволам своите потреби, ако можам до 12 часа, 1 час да бидам себичен за себе и да можам поревносно и порелаксирано да ги завршувам другите обврски, да
да можам без потешкоти и низ денот да поминам сите предизвици кои што нормално работа со луѓе е најтешка работа. Апсолутно. Исцрпува. Па доаѓаат луѓе кај мене, јас за себе можам зборам, луѓе кои што секојаш доаѓаат, повеќето од луѓето доаѓаат со проблеми. Сега вие тој човек треба да го примите, да го сослушате таа негативна енергија, да ја превземете кон вас, да најдете решение за неговиот проблем и да тој човек излезе задоволен од вашата канцеларија. Тоа се захтева многу, навистина многу трпение, разбирање, затоа што ја ги разбирам и тие луѓе, секој. Токму затоа реков, мора потребни се тие вентили. Ова го кажувам затоа што навистина имате. Секој човек си има своји проблеми, ја ги разбирам и тие луѓе, меѓутоа нашата работа е мојата на која што јас сум се нафатил да влезам, е токму таа да помогнам на што е можно повеќе луѓе, да го канализираме спортот, да почнеме да финансираме вистински правци во спортот, а не да финансираме се, затоа што Македонија како држава не може да финансира се. Да не се лажеме, ние не сме се фокусираме на нешто што вреди. Претходно се финансираше се и според мене тоа е грешка и треба да направиме и низ тоа канализирање на средствата и на усмерување на спортот. По патот ќе најдеш на многу непријатели кои што претходно добивале такви средства од државата, сега повеќе нема да ги добиваат и сето тоа мора да го примите, да го издржите и да имате разбирање на крај на денот за тие луѓе, меѓутоа доколку немате физичка активност и доколку немате некој издурен ветил, мислам дека апсолутно не може да успеете. Предпоставувам кај вас, професоре, се планините, меѓутоа не секој работен ден може да се прави тоа. Што правите во обичните работни дни? Јас обично детоксот го правам после работното време или во вечерните часови. Гледам отприлика 3 пати неделно да вежбам, исто во сала или детокс сауна или базен. А ако го убаво времето, одам на планината водно или трчам на кеј. Значи, мене главниот детокс ми е преку спортски активности. Нормално сега, кога ќе се договориме со пријатели, со друштво, ќе излеземе во град, ќе одиме на некоја свирка и така натака. Викендите исто гледам да ги искористам, да не останам во град, сега секако доколку не сум дежурен. Јасно. И пак гледам тоа да биде некако поминато во природа. Без разлика дали ќе биде тоа скијање, дали ќе биде планинарење или нешто друго. Значи, да биде тоа еден активен детокс, да не биде само седење на некоја ливада или гледање на телевизор. Да се случува нешто. Да, активен одмор тогаш. Овде некаде ќе направиме мала кратка пауза, бидејќи зборнавме за музиката. Професоре, вие рековте дека си сакате музика, сакате и да пуштате музика. Не знам, има може некоја песна да му предложите на DJ Брик? Слободно. Но како и да е. Побарав од вас да изберете по една македонска песна, бидејќи сакаме да пропагираме македонската музика, имаме навистина добра и квалитетна музика. Златко, вие кажавте дека изборот спадна на Архангел и Чудесен свет. Да, тоа е една навистина стара, но одлична numera. Предлагам да ја слушнеме нејзе, па ќе се вратиме назад во студиото. Режија, може. I need a friend, oh, I need a friend to make me happy, not standing on my own. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run, and I did so wonderful, wonderful life.
да ги слушнавме Архангел со чудесен свет, ме вративте навистина во едно така Убаво време. подамнешно, но убаво време. Брик, некој ти ја побарал оваа песна додека Не, пушташ сам си ја музика? пуштам, без А, сам си ја пушташ, не мора да ти ја барат. Значи, си имаме диџејска поврзаност. Си, гледаш, не, нешто тука си се врзува. Пред да продолжиме со изборот и номирата на министерот Бурко, прво да видиме дали Љупчо ти имаш прашања. Имам вака. До двајцата, гости пукај, ајде, повели. До 20-та, да. Вака, околу 20 години, кога се излегува најчесто, кои ви беа милени места за излегување во Скопје и каков стил имавте тој период? Океј, значи во студентски денови, ја мислам дека 90% од моите излегувања беа во Зизи Топ. Ете, рокерска. Значи Рокерско Зизи Топ и нешто. Ван Гог. Тоа ни беше кругот на движење и кога ќе затвореа тие локали, се селевме во парк, најчесто во Хавана. Добро, fair enough. Ја околу 20-тите не живеев во Македонија, веќе ја почнав својата интернационална кариера, така да Бурко сирот не ни излегува, што не мора да излегував седи многу, дома. во тој период во Шпанија живеев по некои од тие дискотеките ни Шпанија и тоа многу ретко, еднаш во 2-3 месеци. Така да тоа е тоа. Па и таму не е лошо. Напатен сум. Напатена Во овој сегмент од душа. животот сум доста напатен. Тука не мора да се поправи тој момент на слушање музика, на излегување малку повеќе и слично. А имате ли време вака да си седнете? Како што кажавте, вие професоре, да, со одредени пријатели некаде на вечера, на ручек, на седенка некоја, со некоја музика. И тоа е Јас исто сега некој... од последниве 10 месеци не, да видам искрено стварно социјален живот имам нула. Она што можем да го направам и што сум голем љубител од текот на денот пробувам да најдам време. Сум веќе 7-8 години страствен не знам како да наречам конзумент на пури. Добро. И во текот на денот пробувам да најдам барем 40 минути да скоро секој ден да у тој дел барем си запазам да испушам една пура која што последниве 7-8 години стварно ми стана една пасија да кажем и дури навлегов баш длабоко во Значи да знаеме кога ќе ви биде роден ден, што да подариме. Па се научија сите од мојот кабинет, више ме научија кој што дојде за роден ден, пошто ја сум малце терсене за тие работи, ја не сакам кога ми поклонуваат работи. Зошто? Има ли Не знам. некој што не се радува на Ја подарок? не се радувам. Зошто? Па не знам, не можам да го опишам тоа чувство некој, не знам. А сакате ли барем да подарувате? Па сакам, поише да подарам него да ми подаруваат. Добро. И кога ќе мене жена ми ме научи на почетокот ќе ми купува, се радува, нели, нормално ти израдува и 2-3 пати ја не реагирам како што треба на тоа, мислам, Па ќе ви се не се наљути. израдувам. Па ќе ви се наљути нормално. И сега сите ме научија најлесен овакво подарок за мене е да отидете да ми купат пура. И сите се научија и за роден ден и од кабинет само пури ми купуваат и така да тоа е тоа некоја моја пасија која што пробувам да, интересно. И Интересно страстен е. баш и кога имам вака малце време и читам и литература на таа тема и сакам ме влече тоа затоа што не е тоа мислам ја не пушам пура во јавно во ресторани по Добро, кафичи, оние тоа објекти не. каде што е тоа и... Не, меѓутоа во специјализирани простори за таа намена, да, за да можеш да го уживате моментот да осетите и вкусот на пурата и тие. Дали кубанските останаа најдобрите Па пури не во сум светот јас или не? љубител на кубански пури, квалитетни пури се, меѓутоа јас сум повеќе љубител на Никарагва пурите и од земите од третиот свет. Ето, Кој се што гледа се- кој се истражува. повеќе- се Ние, повеќе јас не ги знам многу, меѓутоа така ми во останало во главата дека Куба произведуваат најдобри пури, но Па добро, има и кубанските се квалитет, меѓутоа пак е потrebno се е тоа ствар на вкусови. Јас повеќе ги сакам така Никарагва, земји од третиот свет, кои што се повеќе оврват на квалитет. Македонија не знам произведува некакви пури, не. Добро. Не знаев, еве, бидејќи Тоа е сосема различен тутун за цигари и за пури. и за пура. Верувам дека е така. Добро, продолжуваме со втората номера, изборот на Бурко Ристовски е Тоша Проески со Љубена, една навистина убава номера. Така да, режија може. Вечерва повторно празна е постелава, без твојта душо нежна преградка, а болка в душа
сонно дочире, откако си замина ти. Љубена, гори моето срце в ноќва студена, сълза тебе збори, прости, кој што љуби душо може и да погреши. Да можам ноќва вија да вселената, повторно твоите усни, да се опијам на гради, да ти заспи. Спомени ветровите ми носат љубена, а јас ги молам душо и тебе да ми те донесат ноќва в мојата преградка. Откако замина, немам ни љубена. Гори моето срце в ноќва студена, сълза тебе збори, прости, кој што љуби душо може и да погреши. Гори моето срце в ноќва студена, сълза тебе збори, прости, кој што љуби душо може и да погреши. Да можам ноќва вија да вселената, повторно твоите усни, да се опијам на гради, да ти заспијам. И те слушнавме и Љубена на Туша Пруески, мислам дека се уште остана еден од оние ретки изведувачи кои што имаат таков еден прекрасен глас, кој што нема како да не ве растресе. За жал се случи тоа што се случи, но ќе се радуваме на неговата музика и на тоа што го остави како негов легаси. И сега, дали можеби можете да ни откриете нешто што во текот на вашето спортување, планинарење и слично ви оставило до толка впечаток да нема никогаш да го заборавите? Мислам, без разлика дали е мил или не мил настан, нешто што се врежало во вас и едноставно е тука за секогаш. Па добро. Ајде, професоре, вие прв. Од мојата професија можам да кажам како мил настане тоа што сум успел заедно со моите колеги и раководството на институтот во тоа време да формираме прва форензичка ДНК лабораторија во Македонија. Браво. Која што денеска е рамо до рамо со CSI. Јас мине буквално форензика кога CSI, ќе се спомене, одма ме асоцира на CSI. Буквално CSI, каде што ги работиме сите анализи од областа на форензичната генетика, многу сме компетитивни, работиме и за странски институции како аутсорсинг и домашни локални. И тоа ми е навистина така еден убав момент во мојата професионална кариера и навистина сме решиле многу кривични дела, многу криминалци се осудени со тоа, но исто така и многу невини луѓе кои што биле осомничени, биле ослободени, заради тоа што со ДНК се утврдило дека не се сторители на некој кривично дело. По однос на спортот, пак ќе кажам, значи имам доста успеси, качено многу врвови, но сепак нели шлагот на тортата, односно јаготката е Монте Еверест. Иако имам искачено и други доста атрактивни врвови кои што и технички аспект биле многу позактивни, можеби поризични, но еве Монте Еверест ќе го ставам како мој врв на планинарската кариера. Доживување убави ми била планината Амадавлам, та исто на Хималајскиот масив, која што представува символ на алпинизмот. И денали на јаска, навистина
преуа прераскошна планина, каде што вие секој ден сте гепсани од тие сцени што ги гледате, тоа се неверојатни сцени што не се опишуваат, едноставно мора да ги доживеете и така да ви останат длабоко во сарени, во мозокот, во душата и повторно да ве тера таа планина се вратите. Претпоставувам дека е така. Професоре, дали повеќе го уживате процесот на подготовка? Значи, она движбање, правење, бидејќи претпоставувам дека не може туку така да се качите на Монт Еверест, или моментот на победата и искачувањето горе? Па тоа си оди едно со друго. Се не можам да кажам дека едното е посилно од другото, заради тоа што сето тоа што го правиме ние као подготовка ни дава една убава енергија и чувство, заради тоа што ти го визуализираш крајот, нели? За да можеш ти да ги надминеш тие тренинзи кои што сепак зимаат време, губиш од социјалниот живот со своите пријатели и така натака, ама едноставно се следиш целта и знаеш што те очекува и се гледаш едноставно на целта така насмеан, среќен. И едноставно тие си се компатибилни едно со друго. И подготовката и успехот. Буквално се поврзани едно со друго. Без подготовка нема успех никако. Се служува. Бурко? Кај вас? Што беше прашањето? Што беше прашањето, професоре? Па прашањето беше што е тоа што ни оставило убава или неубава случка во животот од професионален аспект и приватен. Благодарам, професор, на прашањето. Добро, не можам една да одвојам. Јас навистина сум на неделно ниво сум имал надпревари кои што ме оставале без здив и во позитивен и во негативен контекст. Меѓутоа, една не можам да одвојам. Би одвоил голем дел од својата кариера или кај што сум настапувал во тие најголеми клубови. Тоа е во Барселона и во Рајнекар Левен, кај што навистина сум имал надпревари пред, не знам, 13, 14, 15 илјади луѓе, кај што сте освојувале клубско светско првенство. Тоа се сериозно високи дострели кои што пак и повторам доаѓа исто како што каже и професорот во еден момент се запрашувате дали е ова реалност која што го живеете во тој момент, затоа што навистина да се биде на врвот е сериозно тешка работа, сериозно голем предизвик и без разлика на ја само можам да честитам и на професор за сите тие искачувања и сите тие подвизи, тоа што навистина е планирањето е еден сериозен спорт, затоа што вие немате се надпреварувате сам против себе, тоа е најтешкото нешто кое што постои во спортот. Така да уште еднаш честитки, апсолутно го разбирам и го поддржувам тој тип на спортови, иако е во некоја мера алтернативен спорт, меѓутоа е да се стигне до тие врвови. Дали спаѓа во спорт реално планинарењето, хајкингот? Не знам дали е официјално во спорт. Да, добро. Дали е како спортска дисциплина, сакам да кажам. Добро. Така да сплет на повеќе моменти се негативни и позитивни, кои што ме воделе. Јас сум тип на човек кој што негативните моменти кои сум ги имал во кариерата секогаш сум пробувал и сум ги користел за да ми дадат мотивација никако да ве повлечат назад. Имам прочитано доста книги за психологија во тој период, за да нели во секој период од кариерата сум пробувал да внесам нешто од оние сите книги кои што по психологија кои што сум ги читал и да проверам ги вметнете во вистинскиот живот. Вистина дали нешто ми одговара, пошто видите, книга една за психологија вас можеби да ви одговара, мене не. Тоа е све индивидуално како ќе ја сватите, како ќе ја прифатите, таа сугестија и тие размислување и од тие книги кои што се и сум пробувал низ тие негативни моменти да користам дел од тие психолошки книги кои сум ги читал и морам да кажам дека дел ми одговара, дел не, нормално, како на сите нас не ми одговара се и така сум ги проаѓал тие и негативни моменти и убавите. Сум секогаш сум стоел цврсто на земја да знам дека во спортот, во колективниот спорт, да речем во ракометот, денеска сте на врвот, утре доаѓа нова утакмица, може да изгубите и повторно сте на почетокот, да кажам. Така да не сум дозволувал никогаш нити поразите премногу да влијаат на мене, нити победите премногу да ме дигнат у облаци и да не знам, мислам дека сум сега ја непобедлив, затоа што знаете дека со спортски жаргон секоја недела може да добиете спортски шамар на теренот и да се враќате онаму каде што треба да се вратите, затоа е многу важно и да се има една психолошка подлога и да бидете нормален и приземен и да знаете дека се проаѓа во животот и доброто и лошо проаѓа. Така да, според мене, така треба да се водиме за се во животот.
И како за крај на денешната емисија ми се поставува прашањето, вклучам како што ми се вика емисијата фидбек, а тоа е кој е фидбекот од тоа што го работите, од тоа што го правите, од тоа што сте денес? Па, кој е фидбекот? Прво, мислам дека со мојата професионална работа чувствувам една општествена одговорност, пред се во одржувањето на безбедносниот систем во државата, правниот систем во државата, но и едукативниот систем во државата, заради тоа што нашиот институт учествува во предавање на повеќе единици, значи медицински, стоматолошки факултет, суди, обвинители и така натака. Значи, мислам дека имам еден добар удел од општествен аспект кон мојата, да кажам, професија на повеќе гранки, а од спортски аспект секако дека по мене лично, се надевам ќе се сложи и министерот, спортот, уметноста и науката се најголеми амбасадори на една држава. Апсолутно. Нема тука Така да- муабет. Сите ние што се занимаваме со некаков спорт или некој од другите од овие работи, еве и плюс и со наука, ние сме на тој начин препознаени така во светот и оставаме најголем впечаток на луѓето од нашата професија кои што ќе не препознат. Ја, например, кај што одам на конгреси или на некои места каде што спортуваме, луѓето прв пат ќе чујат за Македонија точно преку нас. Кога бев на Еверест, месец и половина македонското знаме беше на самиот влез на Еверест Бейс Кемп. Да. Значи, многу значи тоа. И некако спортот сплотува едноставно и тоа е тоа. Кој е вашиот фидбек? Па добро, каже професорот, ја гледам повеќе, ајде кажам, фидбеци од се ова што го работам, што сакам да го добијам јас, не лично јас, меѓутоа во функцијата која што во моментот ја застапувам. Тоа е, каже и професорот почна, сите ние имаме општествена одговорност. Без разлика дали се работи за доктор, дали се работи за министер, дали за водител, сите ние во општество имаме одговорност, Така. општествена, вашата е во периодов, моментов, да пренесувате позитивна енергија, да и кажувате вистинските работи. Значи и вие имате дел одговорноста, јас имам во моментов најголема одговорност, професорот као доктор и као спортист има одговорност, така да сите мора да се научиме, ја тоа сакам да го промена во делот кај спортските работници, кај спортот, да и кај сите оние кои што финансираат во спорт, да сватат и оние кои што не финансираат, да сватат дека сите ние имаме општествена одговорност. Јас она што сакам да го постигнам во спортот е да оставам некоја трага која што спортот ќе има бенефит најголем, со која што ќе се гордее македонскиот народ, успеам да создадам услови, ја како министерство не можам да справам резултати. Меѓутоа, моја обврска е да направам најдобри можни услови за да спортистите направат резултати. Ја не можам да одам да ги тренирам нити ракометари, нити кошаркари, нити одбојка, нити фудбал. Меѓутоа, моја обврска е да направам најдобри можни услови, најпрво за младите За да имаат каде да се напредок развиваат, на младите, потоа така. на професионалниот спорт да му даеме услови кои што ќе може да дава резултати и на вистински начин да ги финансираме луѓето кои што треба да ги финансираме и спортовите кои што треба да ги финансираме, така да повеќе бенефити има од целава, барем ја така гледам, и ја би бил среќен доколку направиме еден помак и доколку Министерството за спорт го направиме една сериозна институција која што ќе представува и ќе промовира вистински вредности на кои што ние мора да го градиме општество, затоа што сите и младината наша ние гледате заразена со овие сите телефони, PlayStation и не знам телевизори. Како болест И ние тоа сите стана веќе. мора да па тоа се На сега, модерното време, на така, модерно така. време и ние мора да работиме на тоа. И ја морам да напоменам дека навистина тоа ми е еден од приоритетите, да направиме што е можно спортска инфраструктура, најпрво за најмладите, а потоа и за професионалниот спорт. И тоа го гледам вака како еден најголем бенефит за општеството. Тоа е мојата обврска што ја гледам јас како министер и да навистина направиме една институција која што за 5-10 години ќе биде лидер во општеството. Одлично. Јас како за крај, бидејќи сте двајцата спортски ориентирани, ќе ви подарам по еден спортски парфем. Вака ќе се седнам повторно Ајде. меѓу вас. Професоре, повелете, ова се од нашите спонзори Ларив, како се вика Black Furry. Black Fury. Да. Да си ги користите, да си, еве, каде да отидете, да мирисате на
на овој прекрасен парфем. Уште еднаш благодарност. Благодарам Еве многу. вака. Драго ми е многу што ве имав. Во овој студио овде ви кажувам чао, пријатно, се гледаме во следна сабота 19:15 и се разбира останете на телба.